إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala ќе продолжиме со оваа изворедна книга, таа е Китабут Таухид, книгата на монотеизмот од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И дојдени сме кај поглавието بينما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Авторот рахимахуллах, како и во минатото, така и тука во тоа поглавие, некогаш ги почнуваат поглавијата со ајети, значи со Аллаховиот говор, а тоа е тука Иннема заликуму шејтан. Навистина, тоа е од шејтанот, од џаволот, што тој посакуваат со неговите пријатели да ви стави вас страв. Значи, шејтанот посакува заедно со неговите пријатели да ви стави вас страв. Фала тахафухум, и не се плашите од нив, значи не се плашите од пријателите на шејтанот. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. И плашете се од мене, велит Аллах субхана ва таала, ако вие сте навистина верници. Ако сте вие вистина верници. Шейх Утhaymeen рахимахуллах во објаснувањето на ова поглавие велит дека минатото поглавие беше обврска за љубов, ги љубат други освен Аллах субхана ва таала како што заслужуваат Аллах субхана ва таала. После, значи тоа спомнува тука авторот рахимахуллах поглавие на страхот. Зошто како што вели Шейх Салих ал-Ушейх хафизахуллах, дека страхот и љубовта и надежта се ибадети на срцето. Значи тие врсти на ибадети се во срцето на човекот, кои се задолжни за човекот, кои се задолжни. И имање мана, односно намалувањето на тие ибадети, содржува намалување на таухидот. Значи, маната во овие ибадети содржуваат мана во таухидот. Зошто се овие, значи, огромни, значи, ибадети и вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах се фокусира, значи во општо ибадетот гледано, секоја врста на ибадет која извршуваме ние спрема Аллах субхана ва таала, се фокусираат во овие две работи, а тоа е махабба вал хауф, значи љубов и страв. Љубов и страв. Вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах, поради љубовта спрема Аллах субхана ва таала ги извршуваме наредбите. Значи поради љубовта спрема Аллах субхана ва таала ги извршуваме наредбите. А поради страхот ги оставаме забраните. Вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах, на пример, кога некому му велиш зошто не правиш зина, вели тој хауфен мин Аллах. Значи се плашам од Аллах субхана ва таала. Значи не правам зина, блуд, поради што? Поради се плашам од Аллах субхана ва таала. Значи поради страхот. Од кого страх? Од Аллах субхана ва таала. Значи од што има страв човекот од Аллах субхана ва таала, затоа тој, значи, не го прави тоа нешто кој Аллах субхана ва таала го забранил. А кога би го прашал, вели Шейх Утhaymeen рахимахуллах, зошто се клањаш, зошто, значи, извршуваш намаз, вели, зошто се надевам во Аллаховата награда и поради љубов спрема него.
Значи се надевам во Аллаховата награда и поради љубов спрема Аллах субханаху ва таала. Но вели шейх Утемин рахимахуллах дека имаму сунна, имам Ахмед рахимуллах, вели дека страхот и љубовта одат заедно. Ибн Каим рахимуллах има направено пример како птицата. Како птица на која има, значи, две крилја. Значи, едно десно, едно лево. Ако едното крило е манлио, или му е повредено, или не знам што, немој птицата да летат. Значи, немој да летат. Значи, страхот и не сме, значи, да претерат човекот во страв и не сме да претерат, значи, во љубов. Зашто тие што претерале во страв се ел хаваридж. Значи, од голем страв, значи, тие го обожаваат Аллах субханаху ва таала само со страв. И затоа имат претерано. А исто е суфија, значи, исто тие, значи, суфија велат, ние не го обожаваме Аллах субханаху ва таала од страв спрема него. Или па од надеж за награда со џеннет. Само поради љубов го обожаваме. И ова е исто огромна грешка. Значи, Ахлу сунна вал џемаа се настреда меѓу едните и другите. И ова, значи, ова е карактеристика на Ахлу сунна вал џемаа во секој едно меселе. Значи, во секој едно меселе, кога луѓето на заблуда или претеруваат, или заоставаат, Ахлу сунна вал џемаа се на средината. Средината е патот на Мухамед алейхиссалам и неговите асхаби. Не е средината, ти си земаш сам своја средина и велиш ова е средината, златната средина. Не, тоа не е средина, таква средина. Средината е на тоа што бил пекамберот алейхиссалату сам и неговите асхаби. Тоа е средината. Не ти што си подразбирал, или ти што осеќаваш, или ти што го мислиш. Средината е патот на пекамберот алейхиссалату вассалам. Потоа вели имам Утемин рахимахуллах, дека страхот се поделува на неколку категории. Страхот, значи страв да имаш, страхот се поделува на неколку категории. И секоја категорија, значи зошто алимите ги поделуваат меселината на вак, ги категоризираат, ги поделуваат, за да биде полесно за луѓето да ги разберат, да ги сватат и да ги запамтат каква пресуда имат. Првата врст на страв, а тоа е што е страв, значи ибадет. Хауф ел ибада, што се нарекува, вели шейх Утемин рахимахуллах, скришна страв. Скришна страв. Што има човекот, значи во неговото срце. Скришна страв. Ова врста на страв не припаѓат, не ја заслужува никој освен Аллах субханаху ва таала. Зашто ова е ибадет. Значи ти имаш ваква врста на страв е само за Аллах субханаху ва таала. Имат, значи, право на ваква страв само Аллах субханаху ва таала, никој други. Значи каква е таја страв? Страв е пери, што имаат луѓето полно кај на страв. Таква врста на страв не смее да имаш за никого освен за Аллах џелешан. Таа каква врста на страв, кога ти му велиш на тој, не знам кој си тој таму, заколни се во Аллах џелешану, се колни ти лажи, заколни се во мртвиот од целото твојот, не знам каде, има страв да се заколни, освен ако е искраен. Ова е голем ширк. Бараклофикум. Значи, оваа врста на страв, значи, што има тој внатрешно, скришна страв, што е толку голема, што него, значи, го пречи да прави некој работи, таму припаѓа само на Аллах субханаху ва таала. Ако му посветува тој на некој други, тој паѓал во голем ширк, што излагат од верата. Значи, страв од евли, страв од кипој, страв од други работи. Оваа страв, значи,
му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала, на никој други. И ако се случи да има човекот ваква врста на страв, значи е во голема опасност. И е во голема опасност, треба да се врати. И, значи, нажалост, значи, кај нас е ова многу, значи, расширено меѓу луѓето и меѓу луѓето кои се нарекуваат муслимани, да тие повеќе да имаат страв од мртвите, имаат страв да не стани тој, да не дојде дома, да направи проблеми, да не направи не знам што, да не изорат, да не измети. А кога ќе го спомниш Аллах субханаху ва таала, немаат гајле, ги изменуваат границите, прават харами, прават неправди и така натаму, ама кога се работи за тие работи, тогаш тие се многу внимателни и многу честни се прават. Значи, во редовите на суфиите имаат, значи, тие таква врста на страв, не сме да му се исполи тој на шейхот свој вочи. Не сме, значи, тој има страв. Велите, ако му се испуле, а нему во очи, ќе ми се случи нешто лошо од него. Значи, тој верува дека тој шејх од негов има право, значи, во рубубија. Значи, му дават компетентосни од рубубија нему, баракаллаху фикум. Затоа, значи, треба овие работи да видиме многу внимателни. Потоа велит шејх Салих ал-Шејх, втора категорија на страв, а таа категорија на страв кој е харам, значи не е ширк, ама харам е. Но почетно вели шејх Салих ал-Шејх дека е харам. Например, да има страв од некое створение и да види пречка тоа во извршување на Аллаховите наредби. Ова е забрането, харам. И вели шејх Салих ал-Шејх дека некои алими рекле ова е врст од врстовите на ширкот. Например, поради шефот или не знам кој да имаш страв и не го кланяш намазот. И го ставаш намазот. Или поради шефот не постиш. Ова е опасна работа. Ова е, значи, од страв спрема шефот не кланяш намаз. Велиш каза ќе клања. Од страв спрема шефот не постиш рамазан. Од страв спрема шефот други работи не правиш, прописи што се во верата. Ова е забранет страв. Ел-хауфул мухаррам. Значи, мухаррам, разбирате мухаррам, харам. Значи, страв кој е забранет. Кој не сме да биде таке. Но некој алими оваа врста на страв е броеле како вид од видовите на ширкот. Значи, мал ширк. Но мал ширк значи дека се поголем од најголемите греови, баракаллаху фикум. Баракаллаху фикум. И после, третата категорија, која спомнува шејх Салих ал-Шејх и исто имам Усаймин рахимахуллах, а тоа е природната страв. Страв, значи, во инстинктот на човекот да има страв, ова е дозволено. И човекот нема тука што да прави. Како, например, да имаш страв од животни, да имаш страв од височина и други слични работи. Ова работа, значи, е ова мубах. Мубах, значи, дека е дозволено. Значи, затоа треба да знаеме врстите на страв, категориите, да знаеме, значи, страхот не е само една категорија. Туку е 3 категории. И секоја категорија има своја, значи, пресуда. И вели шејх Усаймин рахимахуллах, имат една друга врста на страв, а тоа е страв на илузија. Што човекот сами од себе си прави сугестија да има нешто што може да му наштети. Исто ова е страв е забранета. Значи човекот си прави себе си сугестија, значи си замислува со неговите мисли дека нешто таму ќе дојде, ќе појде, може да му направи некоја штета нему. И таја страв, значи, фача место во неговото срце. Тоа не сме, значи, да бидите. Не сме, значи, да бидите, баракаллаху фикум, нарочито за верниците. Нарочито, значи,
за верниците, како што вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, некои има страв дури и кога ќе се вејат ветките од дрвата. Мисли дека некој тука сака да му наштети. Како се употребува, значи на албански еден има страв оценката своја. Значи толку му е сугестијата направена нему, дури оценката своја се плаши да нема некој до него. Ваки не се верниците. Значи вистинските верници не се плашат само освен од Аллах субхана ва таала. Баракаллаху фикум. Сахаба ridwanullahi алейхим, значи оде од Мека до Медина на камила, на конј. И не се плаша од никого освен од Аллах субхана ва таала. Или оде од Медина до Шам. Месец и појчи патување на камила дојш. Пустиње, планиње, реки, езера, мориња. Не се плаша само освен од Аллах субхана ва таала. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека оваа врста на страв, која е стравна сугестија која човекот си ја замислува, ако човекот не ја оттаргнит, не ја склонит, не ја, значи оддалечит, фа иннаха тухликуху, таја го уништува од него. Значи иде до уништување, значи полудува човекот, значи го полудува. И тоа има, значи, многу луѓе што се така. Значи и има луѓе, значи во странство и секаде, значи има страв од ноќта. Иде ноќ, значи тој немој има страв. И тоа, значи, со тек на времето го уништува него психички, ментално. Затоа, значи, треба да бидеме пазливи и да бидеме внимателни. Велите имам Утхаймин рахимахуллах во врска за аетот кој се спомна тука дека тоа е шејтанот кој посакува со неговите пријатели да ве заплаши вас, но не се плашите од нив, плашете се од мене ако сте вистински верници. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах дека шејтанот покушуваат да го заплашит секој еден кој покушува да се врати во Аллаховиот пат. Значи шејтанот, кога некој сака да се упати, да се опрае, шејтанот него го напаѓа. За да не се оствари тоа нешто, за тоа се врати во вистинскиот пат. Има, значи, луѓе кои ги знаеме браќа наши, кои кога почнале да практикуваат верата наша, велат дури имаме слушнато гласови. Гласови да направат куфр, гласови да направат ширк и други работи. Значи толку биле жестоки тие напади што велат браќата имаме слушнато, значи гласови дури. Што вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, значи целта на шејтанот е да тој тебе те заплаши, значи чекај ти, ако сега ти почнеш да се клањаш, ако ти пушиш брада, ако ти носиш цирвали, ако носиш ваке, ти ќе останеш без леп, ти ќе останеш без работа, ти ќе останеш без ова, ти ќе останеш без жена, ти ќе останеш без деца, ти. И знаеш, ова е многу за мене, се кажуваш. Разбравте? Ова е таа работа, баракаллаху фикум. Значи шејтанот, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, шејтанот лаанахуллах, значи стават во срцата на луѓето страв за тие да се откажат од вистинскиот пат. Но вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, е ваџиб, ел ваџибу алейк, значи ти го имаш ваџиб, задолжност. А што е тоа? Да ти, кога ќе се определиш на вистинскиот пат, да се држиш цврсто и да знаеш дека држањето на вистинскиот пат не ти го скратува животот. Значи ова е огромен збор, баракаллаху фикум. Значи држањето, немој да мислиш дека ти ако сега одиш на вистинскиот пат, дека ти сега ќе бидеш, значи, уништен. Ќе ти се скрати животот. Не, ти пак ќе живееш колку пишал Аллах Джелешану за тебе.
И вели Шейх Утеймин рахимуллах, а во другата страна, молчењето и кукавичноста не значи дека ти оддалечува смртта. Значи да молчиш и да бидиш кукавица, не значи тоа дека значи ти ја оддалечува смртта, дека ти ако можеш ќе си жива подолго, не. Вели Шейх Утеймин рахимахуллах, колку и колку луѓе што се држеле цврсто на вистинскиот пат и во Аллаховиот пат, но умреле на крај дома во нивните кревети. А колку и колку кукавици не излегле од нивните куќи и биле убиени во нивните куќи. Значи, колку и колку кукавици, значи тој седел дома. Велел, не излага да не се случи нешто, не ваке, не так, и пак смртта му дошла, го достигнала него во својата куќа, во својот дом. И вели Шейх Утеймин рахимуллах, видите во Халид ибн Валид, што беше познат за неговата храброст и за неговото борење во патот на Аллах субханаху ва таала, на крај умре дома. Значи, не беше тоа причина свети не умре во битките, а немаше една педа на неговото тело што немаше повреда и лузно останато. Денеска читав нешто дека тој што имато формирано Саудиска Арабија, Мелик Абдул Азиз, кралот Абдул Азиз, кога докторот во крајот на животот негов, еден доктор кога дошол да го прегледуваат и го прашале луѓето што е со него, како е неговата ситуација, рекол докторот, на телото од овај човек се читат историјата од неговиот живот. Зошти? Немат, да речеме, голема разлика од, да речеме, педа немат педа во телото, освен имат лузна и повреди од колја, од саби, од пиштол ранет и така натаму. Мелик Абдул Азиз рахимахуллах. Значи кој бил селефи. Мелик Абдул Азиз рекол, нахну селефијун, ние сме селефи. Баракаллаху фикум. Мелик Салман, што е сега кралот на Саудиска Арабија, кажува дека татко и нив, значи овај Мелик Абдул Азиз бил татко на Салмана. Кажува дека Мелик Абдул Азиз, синовите негови кралови и други синови имал многу, кој не го кланjал намазот, го затворал во соба. Што вели Мелик Салман беше како вид собата на затвора. Кој не кланяше намаз. Од децата, значи принцови што беше, што се чекаше да бидат кралови утре. Ги затворал во соба, значи како казна. Кој не го кланя намазот. И после ќе дојде некој шут петковци и ги кажуваат во Саудиска Арабија вака и она. Мелик Салман хафидахуллах, кралот што е сега во Саудиска Арабија, секој ден, дали е на патување, дали е дома, по 20 страни од Куранот читат секој ден. Да. Секој ден по 20 страни. И со 10 години хафузи станат. И после има луѓе земаат смелост, ама тоа. Во Аллаховиот говор, фала тахафухум, не се плашите од нив, значи не се плашите од пријателите на шејтанот. Не се плашите, значи, од нив, туку продолжите во Аллаховиот пат, продолжите во извршување на Аллаховите наредби. Зошто вели Шейх Утеймин рахимуллах, не се плашите од нив, од пријателите на џаволот, зошто кога Аллах субханаху ва таала е со човекот, немој никој него да го победит. Но човекот во овие работи имат потреба да имат искрајна нијет, да имат искраен нијет, со искрајност и со искрајност да се наслони на Аллах субханаху ва таала. А тоа се случува, значи, ин кунтум муъминин, ако вие сте вистински верници. Значи, ако човекот вистински верник, тој со искраен нијет
и со искрајна доверба во Аллах субханаху ва таала се наслонува на Аллах субханаху ва таала и продолжуваат значи на овај пат. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах дека од овај ајет учиме дека шејтанот му стават на синовите на Адем весвеси во неговото срце. Од тие весвеси е исто да има страв тој од неговите пријатели, од пријателите, значи, на шејтанот, пријатели на Аллах субханаху ва таала, и се непријатели на исламот. И вели Шейх Утхаймин рахимахуллах дека ова им се случило на многу луѓе, да имаат страв од непријателите на оваа вера. И овај страв ги имат нив уништено. Ги имат уништено. А вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, имате на изрека: кој се плаши од Аллах Джелешану, се имат од него страв. Или секој имат од него страв. Значи, кој се плаши од Аллах, другите имаат страв од него. А кој се плаши од друг освен Аллах субханаху ва таала, тој имат од секого да се плашите. Значи, она кој вистински се плаши од Аллах Джелешану, Аллах ќе направи да другите да имаат од него страв. А онај кој се плаши од луѓето, Аллах ќе направи да тој, значи, не онај, значи, кој не се плаши од Аллах, а се плаши од другите, значи ќе направи од сите други да имаат страв тој. И од сенката своја, што раковме. И од себе си свој. И од шумотењето, значи, на листоите. И вели Шейх Утхаймин рахимуллах дека од овај ајет се подразбират дека страхот од шејтанот и неговите пријатели е во спротивност со иманот. Во спротивност со иманот, што може дури да го донеси човекот до голем ширк. Што може, значи, да го донеси човекот дури и до голем, значи, ширк. Потоа, авторот рахимахуллах го спомнуваат вториот аргумент во ова поглавје: месаџид Аллахи мен амена биллахи вал јаумил ахир وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. Значи, оние се грижа за Аллаховите џамии кои веруваат во Аллах субханаху ва таала и на судниот ден, го кланјаат намазот, го даваат зекатот и не се плашат освен од Аллах субханаху ва таала. Значи, тие се оние кои се упатени. Тие се оние кои се упатени, значи, на вистинскиот пат. Грижењето за џамиите, односно издржувањето на џамиите, се случува со две врсти. Издржувањето со џамиите со клањање на намаз, читање на Куран, чинење на зикр. Ова е една врст на издржување на џамиите. Втората врст е, значи, со чистење. Да бидат чисти, наместени. Грижењето за џамиите. Значи, ти ако не можеш да бидеш од оние кои се грижат за џамиите со водење на намаз, со други работи, тогаш биде од оние барем што помагаат во издржување на џамиите, за чистење и така натаму. И ова работа исто имат огромна вредност ке Аллах субханаху ва таала. И се знае за таа жената која чистеше џамијата од пекамберот алейхи селату ва селам, и потоа последно време не ја забележа пекамберот алейхи селату ва селам и праша каде што се случи со неа, му рекоа асхабите ридвануллахи алейхим дека таа умра. И тогаш им рече пекамберот алейхи селату ва селам: зошто не ме известивте? Значи, ова кажува дека, значи, таа жена имала вредност ке пекамберот алейхи селату ва селам за тоа дело кој го чинела. И тогаш им побара пекамберот алейхи селату ва селам да го упатат, односно да му го покажат кабурот од таа жена и му го клања џеназето. Што значи, ова пака, значи, таа жена имаше голема вредност пред алейхи селату ва селам поради тоа дело што го чинеше, а тоа беше оддржувањето на џамијата од посланикот салаллаху алейхи ва селам. Баракаллаху фикум. Кои се тие кои
ima pravo da se grižat i da izdržuvat džamite, men amena billah. On je, znači, koji veruvat v Allah subhanahu wa ta'ala. A što sodržuvat veruvanje to v Allah subhanahu wa ta'ala, veruvanje to v Allah subhanahu wa ta'ala da veruvaže дека тој egzistirat, дека е Allah stvorител, создател и снабдувач, да веруваш дека Allah е единствен кој има заслужено да биде обожаван и да веруваш дека Allah subhanahu wa ta'ala има имиња и својства, кои само нему му припаѓаат. Значи, ова да веруваш во Аллах Джелешану. Не, се многу има муслимани кои веруваат само во дека Allah екзистират и дека Allah е створител. Ова не е доволно. Мен амена билlah, значи да веруваш вистински во Аллах, сите овие врсти да ги веруваш. Значи да веруваш дека Allah екзистира, постои, Allah е створител, создател, снабдувач, во улухија, таухид ал-улухија и таухид ал-асма ва сифат. Баракаллаху фикум. И кој исто? Вал јаумил ахир. И оние, значи, кои веруваат во судниот ден. Оние, значи, кои веруваат во судниот ден, значи, оние кои веруваат дека ќе бидат оживени и ќе бидат наградени за нивните дела. И како што рекол вели Шейх Утемин рахимахуллах, како што има речено Шейхул Ислам ибн Теймија рахимахуллах, дека во јаумил ахир, верување во, значи, на последниот ден, на судниот ден, све влага тука што се случува све после смртта. Значи, животот во кабурот, берзахот, казната во кабурот, наградата во кабурот, оживувањето на судниот ден, значи, пресметка прање на судниот и така, све, значи, влагање во дженетлите, влагање во дженементлите и така натаму, све ова влага, значи, верување во јаумил ахир. Све влагање, значи, све ова содржуваат верувањето во верување, значи, на последниот ден, односно на судниот ден. И вели Шейх Утемин рахимуллах, верувањето во Аллах субханаху ва таала и верувањето во судниот ден многу често се спомнуваат во Аллаховата книга. Зошто? Зошто верувањето во судниот ден, кога човекот верува дека ќе биде оживен и треба да даде обрачун за неговите дела, тоа го тера човекот да тој да се спремува со добри дела. И тоа го тера човекот да ги остави забраните, харамите, гревовите. Зашто тој верува, значи, на тој судни ден. Тој верува дека ќе биде оживен. Тој верува дека ќе биде застанат пред Аллах субханаху ва таала. Тога што прави тој? Се спремува за тој ден. Со што се спремуваат? Со пари? Не, со добри дела. И со оставање, значи, на забраните. И со оставање, значи, на забраните. Исто, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. И не се плашит освен од Аллах субханаху ва таала. Тука се спомнува сега ел-хашјату. Ел-хашја и хауф се многу блиски зборови. Ама разликата меѓу нив, вели Шейх Утемин рахимуллах, ел-хашја е страв со знање. Значи, ти се плашиш од нешто, знаеш дека со знање тврсто дека тоа може да ти наштети тебе. А хауф, ти може да се плашиш од нешто што во вистина во реалност тоа не е во стање ти наштети тебе, но ти сам се оправиш себе си дека да има страф од него. Пример, се плашиш некој човек за некоја работа, а тој не е ни во стање тоа ќе направи. Тоа е хауф. А хашја, знаеш, значи дека тоа е во стање и во можност да ти наштети и да ти направи, значи, некој проблем. Тоа е разликата, значи, меѓу хауф и хашја. И потоа, исто спомнуваат авторот рахимахуллах, другиот аргумент, а тоа е Аллаховиот говор: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Имат некои од луѓето кои велат ние веруваме во Аллах субханаху ва таала, но кога им се наштетуваат нив, кога им се нанесуваат наштета нив во патот на Аллах субханаху ва таала, тогаш тие рачунат, значи, штетата од страна на луѓето е рачунат како Аллахова казна. Што значи тоа, вели Шейх Утемин рахимахуллах?
вели Шейх Утсемин рахимуллах, дека тие луѓе поради наштетувањето од страна на луѓето ги оставаат Аллаховите наредби. Значи, кога луѓето им нанезуваат, значи, како на Ибраим алейхиссалату вассалам, значи, луѓето, кога Ибраим алейхиссалату повикаше во висинскиот пат, луѓето го ставија во огон, го изгореа. Така? Сака да го уништат. Но луѓе имат, кога ќе се соочат со ваква ситуација, се повлекуваат. Значи, поради казната од страна на луѓето, се повлекуваат. Значи, Ибраим алейхиссалату сам беше цврст. Но имат луѓе во таква ситуација се повлекуваат. Значи, малце штета му се прави и тој го гледа тоа како да е казна за него. И се повлекуваат. И вели, тоа е за мене многу. Значи, од страв на страна на луѓето остават верата. Значи, за да сватите со пример, или пример како што беше, значи, ке сахаба ридвануллахи алейхим, колку ги малтретираа во Мека, не оставија верата. Значи, не да биде, значи, казната, зашто ти ќе немој да мислиш дека ти, кога на овај пат ќе кинисаш, на патот за дженнет, дека овај пат е постелен со црвен тепик. Не, овај пат не е постелен со црвен тепик. Ќе се соочиш со многу тешкоти. Зошто пекамберот алейхиссалату вассалам има речено, дженнетот е опколен со тешкоти. А дженнетот е со страстите. Значи, да ги следи страстите. Прави греови, прави работи, тоа е джехеннемот, тоа е патот за джехеннем. А дженнетот, значи, има тешкоти. Има тешкоти, баракаллаху фик. И затоа, значи, ти, кога ќе кинисаш на овај пат, без сомнеш ќе имаш непријатели. Без сомнеш ќе имаш луѓе кои те напаѓаат. Дури не само вербално, туку мој да дојти до физички да бидеш нападнат. Мушриците не појдоа до Медина да го нападнат пекамберот алейхиссалам, на Ухуд, не му го окршија забот, ова е физички напаѓање, ова е борба. Колку убија од сахаба, повеќе од 70 ги убија на тој ден. Значи, кој беше кривичното дело на сахаба? Што кривично дело направија? Дали возеа брзо, дали украдоа пари, дали направија некоја нечест? Не. Кривичното дело беше што велеа ла илаха илlallah. Ова беше кривично дело. Значи, ти ако вистински мислиш дека си на овај пат од сахаба, значи треба да бидеш спремен, значи да бидеш и искушан. Но тоа искушение не смееш да го правиш ти како казна да го рачнеш од Аллах Джелешану. И поради тоа искушение речеш ја остава се све. А ова било тешко, ја не мислев да би толку тешко и оставаш. Ти се тресат и раце и ноза. Не, треба да бидеш убеден. Шех Рабија хафидахуллах вели и да летаат планињето, се откорнат. Ти биди цврст. Значи планинава се откорнува, летат. Ти значи да бидеш планина се откорнава, летат. И ти треба да бидеш цврст, да се држиш, баракаллаху фикум. Значи, не е шала, баракаллаху фикум. И вели Шейх Утсемин рахимуллах исто, дека Аллах субханаху ва таала го искушува човекот со себе си свое, значи со некоја болест, со немање и слични други работи, и го искушуваат исто со други луѓе. Значи имаат непријатели можда во овај пат и го искушуваат Аллах субханаху ва таала со тие луѓе за да се тестират, значи неговиот иман, за да се тестира неговото верување и да се види значи дали е тој искрен во тоа што го кажуваат. Дали е тој искрен значи во тоа што го кажуваат. Зашто вели Шейх Утсемин рахимахуллах дека имат некои луѓе кога ќе бидат искушани не можат да прават сабар. Не можат. Значи се предаваат. И велите Аллах субханаху ва таала: "Ла ин джаа насрун мин раббик ла јакулунна инна кунна ма'акум." Значи мунафиците
од својствата на мунафиците, кога ќе дојд победа од вашиот Господ, ние бевме со вас. Ние бевме со вас. Но Аллах субханаху ва таала вели: "Авалейса Аллаху би'алама бима фи судурил алемин?" А не е тој Аллах субханаху ва таала кој знае што имаат луѓето во нивните гради? Значи Аллах Джелешану е повеќе знае од тебе што ти знаеш за себе си. Значи со кого имаш работа? Значи имаш работа со немој, значи да немој, значи да си покушуваш да си се измамуваш сами себе си. Значи не се измамува, значи сам себе си, туку биди вера. И во овој контекст Шейх Утхемин рахимахуллах вели дека овој ајет е предупредување за човекот да не вели нешто со неговата уста што е во спротивно со тоа што има во неговото срце. Зашто Аллах знае што имаат луѓето во нивните гради, значи да не вели нешто човекот, сега може да тебе да ти излажа, ти мене може да ме излажеш, ние се лажиме меѓу себе. Колку сакаш, но овие 60 години ќе поминат ка ништо. Тогаш ти треба да излезеш пред Аллах Джелешану. Не е работата денеска поминиш тамо, аз се спасив, не ме дозна, не ме видо. Заборај ги луѓето. Треба да знаеш дека ти треба да застанеш пред Аллах субханаху ва таала. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах, значи затоа треба човекот да пази да не вели зборој што е во спротивно со тоа што ги има тоа во неговото срце. И тука спомнува, значи, случката накратко со Кааб ибн Малик, која Кааб ибн Малик, значи, не беше во битката на Табук. Не отиде не учествуваше во битката на Табук и кога се врати пекамберот алейхи селату ва селам во Медина и појдоа првош мунафиците. И бараа, значи, да се извлечат. Значи, донесоа разни извинувања, разни оправдања. И се колнеа во Аллах Джелешану, како Аллах Джелешану ги има спомнато ним. Се колнеа, значи, во Аллах субханаху ва таала дека тоа што го кажуваат е вистина. Тие оправдања. Пекамберот алейхи селату се велеше ојте си. Значи, овај ден. И дојде Кааб ибн Малик. И му вели на пекамберот алейхи селату ва селам: мене ми е дадено ораторија. Кааб му вели на пекамберот алейхи селату ва селам: јас имам ораторија. Ако би седнал кај некој крал од краловите на дуњалокот, ќе излезнам со еден изговор. Значи, јас со ораторијата моја, ако би седнал јас кај некој крал од краловите на дуњалокот, ќе се извлечам. Значи, знам да се извлечам. Знам да се изразам и да ме пушти тој, да мислите дека сум му кажал убаво. Но јас, ако тебе денеска ти кажам некој збор за да се оправдам, се плашам да Аллах Джелешану мене да ме демаскира на судниот ден. Ја Расул Аллах, немам никаков изговор. Немам никаков изговор. Не дојдов, не поради што немав средство за патување. Не поради што немав за да зема леп и јадење за патување. Сите работи ги имав, сите. Никогаш не бев во подобра состојба од таа состојба тогаш. Но не дојдов. Нема оправдување. Тогаш пекамберот алейхи селату ва селам рече: амма хаза, што се рачуне за што врска за него, е кажал истината. Тргни се додека Аллах Джелешану да пресуди за тебе. Тргни се додека Аллах Джелешану пресуди за тебе. Значи, овие работи се огромни, значи ние треба да сфатиме и оваа историјава, значи Аллах Джелешану ги има спомнато Кааб ибн Малик и неговите двајца другари, што исто, значи имаат кажано дека немаат изговор, Аллах Джелешану имаат спомнато ним дека ја ејухеллезина амену куну ма'ас садиқин.
овие кои сте верувале, бидите со искрајните. Има спомнато, значи овие со искрајните. А за мунафиците Аллах Джелешану има објавено тогаш жестока казна. А тие, значи, ги има наречено Аллах Джелешану од искрајните, мине садиқин. И затоа, значи, овие алимите го имаат овај ајет за аргумент за мено, ја еју еледина амену, куну ма садиқин, бидите со искрајните, значи, бидите со луѓето на вистината. Значи, не со секого што излага на улица, што кажува, што продава, со искрајните, со луѓето на вистината. Може би мене не ми се допаѓаш ти како човек, како фигура, како карактер, што знаам. Мене не ми се допаѓаш. Ја може да се сака да се излезе со селото моје таму, тоа бајните таму, царските. Јас сака, ама, значи, ти треба да бидеш со луѓето на вистината, со искрајните. Баракаллаху фикум. Потоа следниот аргумент, кој го спомнуваат авторот рахимахуллах, а тоа е عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يعطيك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Овој хадис, кој го пренесуват Абу Саид ал-Худри радијаллаху анху, велит марфуан, значи марфуан значи дека хадисов се враќат кај пекамберот алейхи салату вассалам, дека пекамберот алейхи салату вассалам велит од слабоста на јакинот, од слабоста на убедувањето, на цврстото убедување, а тоа од слабоста е да ти покушуваш да го достигнеш задоволството на луѓето, а да го налутуваш Аллах Джелешану. Значи, од слабоста на јакинот, значи јакинот е, вели Шейх Утхајмин рахимуллах, врвот на убедувањето на иманот. А од слабоста е да ти да покушуваш, ентурдија нас, значи да ги задоволиш луѓето, а во тој момент исто да го налудиш Аллах Джелешану. Како? Значи, шефот ти вели не се клањај. И ти од страв за него да го задоволиш, да го смириш, да му направиш. Ова е од слаб иман. Мин да'фил јақин. Да'ф, од слаб иман. Од слаб јақин, значи. За ти, значи, да или поради жената, или поради комшијата, или поради што ти знаја. За ти да правиш попусти во верата, за да не ти се налутат луѓето, ама ти го лутиш Аллах Джелешану. И од слабиот иман исто е ен техбидахум ала ризқилlah, да им се зафалуваш ним за Аллаховиот ризк. Да им се зафалуваш на луѓето за Аллаховиот ризк. Ова не е во спротивно ти да му се зафалиш на човекот нешто ако ти направи некое добро. Да можеш фала. Зошто? Или да направиш дова за него, да те наградите или така, тоа е дозволено. Ама треба да знаеш ти цврсто дека тој ризк е од Аллах Джелешану, а тој човек само бил себеб. А не ти да мислиш дека ако не е овој човек, ако не е оваа фирма, овај шеф, ја готов ќе биде уништен. И ова има многуте, значи, странци наши во странство, ги имаат вакво, значи, тој вели, значи, ако ја во оваа фирма ми избркаат, ако ја излез, ако ја ваке, јас сум готов, значи, јас се унишен, ја овде све сум направил од овде, ако излез од овде, ништо нема тоа мене. И тие сака така те направат таму. Тоа слабиот иман е, баракаллаху фикум. Од слабиот иман, и вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, знаете ова како е? И ова е голема будалштина. Каква будалштина е ова? Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, замислите, еден татко на своето дете малечко му дават нешто врац, 1000 дирхеми, 1000 денари понаша. И му вели на детево, однеси му и на филамон. И сега ти ги носи тебе малово дете, и ти му се зафалуваш на детево, не му се зафалуваш на татко му негов. Како е тоа? Значи, ти треба на тој што ти испратил да му се захвалиш. Тој ти ги пратил тебе, не на тоа дете мало. Да? Кој секој дневно, значи, нас ни дават риск, и ние што? Забораваме и мислиме, значи, дека луѓето се тие кои ни даваат нас
и со ним, значи, ние можеме да продолжиме. Исто слабиот јакин е да ги окораваш луѓето за она што не ти го дал Аллах Джелешану. Се случуваат, пример, некој човек дели пари, дават по 2000 денари на 15 души, и веќе 16 не му дава, не му ништо нема. И сега тој зошто не ми даде мене, тој е ваков, тој е таков, тој мин дафил јакин, слабиот иман, слабиот јакин е тоа. Не било кадар да ти дај тебе. Готово, продолжи со животот твој. И вели исто пекамберот алейхи салату ва салам, рискот не го придонесуваат загрижаноста од онја загрижниот. Значи, не е рискот да ти, ќе стигна многу риск сега или многу имање, ако бидам многу, значи, упорен во работа. Не е речено. И не го оддалечуваат рискот онај што го мрази за тебе. Пример, да речеме, некој не сака да имаш работа ти. Неговото мразење или неговото несакање нема да ти го оттарни она што Аллах Джелешану за тебе ти го одредил. Значи, тој како нагласа се сврти, тој џабе. Тоа пак ќе дојде за тебе риско што Аллах Джелешану го. Значи, затоа вели пекамер, значи, овие хадиси треба да ги памтиме. Значи, инна риска Аллах ла јаџурруху хирсу харис. Значи, рискот од Аллах не го придонесуваат она што многу упорен е. Зашто вели Шейх Уфемин рахимуллах, имаат луѓе ич не работат, а се милионери. Како? Наследило неговиот татко. Аллах Джелешану му го донесол нему рискот. Имаат луѓе, многу се трудат, малце имаат. Тоа е, значи, Аллахова хикма. Имаат луѓе што луѓето не сакаат да имаат тие, а ти имаат повеќе од сите. Значи, луѓето не сакаат да имаат тие. Имаат, значи, керахија, значи, имаат мразење, имаат, значи, не го посакуваат за ним тоа нешто. Но Аллах Джелешану дава риск. И тоа нивното мразење нема да биде пречка да стигне кај нив рискот од Аллах субханаху ва таала. И последниот хадис, кој го спомнува тука авторот Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тоа е Аиша радијаллаху анха, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам рекол: "Мен илтамаса рида Аллахи би сахати الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس." Вели пекамберот алейхи салату ва салам, кој го барат Аллаховото задоволство и ги налутуваат луѓето, Аллах ќе направи да тој да биде со него задоволен и луѓето бидат со него задоволни. Значи, кој го барат Аллаховото задоволство, а може луѓето ги налутуваат. Пример, значи, на почеток пример, човек кога ќе супати пример, родителите се лутат кога детето пушат брада, кога широки панталони, не знам што, значи се револтираат, се налутени, не сакаат и неговата блиска фамилија можат или други. Но тој, неговата цел е, тој, значи, посакуваат Аллаховото задоволство. А вели пекамберот алейхи салату вассалам, ќе се случи да Аллах да биде со него задоволен и исто луѓето бидат со него задоволни. Зошто? Зошто срцата на луѓето се во раката на Аллах субханаху ва таала. Значи, Аллах ги има створено тие срца од тие луѓе и ги прават Аллах Джелешану тој како сакат. А вели пекамберот алейхи салату вассалам, кој барат задоволството на луѓето, а го лутит Аллах Джелешану, тогаш Аллах ќе направи да тој да биде со него налутен и луѓето бидат исто налутени за него, со него. Значи, што значи тоа за тебе и за мене? Дека ние треба да бидеме загрижени да достигнеме, да постигнеме Аллаховото задоволство. Тоа да биде наша грижа, а не да биде наша грижа дали ќе биде комшијата, дали ќе биде тој на работа, дали ќе биде пријателот, дали ќе биде другарот, дали ќе биде таткото. Значи, и таткото, значи, имат граница во исламот. Зошто Ибраим алейхи салату вассалам го почитуваше неговиот татко врвно, но за ширк не го почитуваше. Баракаллаху фикум. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.